еден ден пред ратификувањето на нашиот НАТО протокол, а се надевам и гласањето на законот за одбрана, мислам дека е коректно да констатираме дека во одбраната и во армијата на вистина направивме пресврт во поглед на финансирањето, во поглед на условите за работа, во поглед на платите и на доместоците и во поглед на враќање на духот на доверба во армијата. Како НАТО земја членка инвестираме во НАТО ориентирана армија. И тоа и денеска и во претходниот период можеме да го констатираме. Оваа инвестиција во армијата можевме да ја видиме пред некоја недела кога го објавивме последниот конкурс за прием на 70 професионални војници. За разлика од претходно, овој пат над 750 конкурираа за 70 слободни места. И тоа покажува дека и младите ја забележаа оваа промена. Младите го забележаа овој пресврт и навистина ја гледаат армијата како шанса за работа на која што ќе напредуваат, на која што ќе бидат соодветно платени и каде што трудот ќе биде ценет. Ова мислам дека е најголемиот комплимент и за владата и за сите нас, дека сме успеале за само 2 години да направиме пресврт кој државата и армијата целосно го заслужиле. Армијата е голем систем и како ги решавате проблемите, има и други кои што треба да се решат. Ако за 2 години успеавме навистина драстично да ги зголемиме платите, да ги зголемиме шансите за припадниците на армијата, ако ги решивме основните потреби од типот на униформи, чизми, елементарни услови, пневматици, акумулатори за кои некои од вашите колеги се шегуваа, ама беа вистински проблем кој треба да се решава, во следниот период плановите ни се многу поамбициозни. Сега веќе зборуваме за сериозна модернизација на армијата, која што треба да опфати, според нашите планови, модернизирање особено на лесната пешадија. И во таа смисла веќе процесот го почнавме со набавка на 33 оклопни возила. Оваа бројка во следните години треба да стигне до над 150. Во исто време ќе инвестираме во опрема за секој војник, ќе инвестираме во противвоздушна опрема, а во следните периоди веќе ги започнуваме процесите на модернизација и на нашите воздухопловни сили. Сето ова бара пари, меѓутоа сето ова бара пред се фокус. Целта ќе ни биде оние кои што ќе одлучат да градат кариера во армијата, навистина да останат во армијата и тие знаења да ги пренесат и понатаму. Нашата лесна пешадија која алоциравме во Штип ќе биде нашиот главен НАТО фокус и навистина тука ќе вложиме и обука, и опрема и ќе го подмладуваме составот. Целта ќе ни биде во следните години навистина да отвориме многу простор за млади професионални војници и млади офицери. Едно од прашањата кои што веќе ги решивме со законот за одбрана е шансата да финансираме така наречени критични специјалности, односно луѓе кои што ќе се занимаваат со сајбер одбрана, луѓе кои што ќе се занимаваат со хибридни закани и за тоа ќе им треба и посебно знаење, и посебни вештини, и посебна обука. Фокусот наш ќе биде да покажеме дека како НАТО земја членка сме обезбедиле поголема сигурност за нашите граѓани, но дека сме покажали и пред НАТО земјите членки дека има што да дадем. Али може би имате информација кој ќе присуствува на Знам дека председателот на Словеничкото собрание е тука, тој ќе се обрати во собранието, но ќе биде и присутен во текот на денешниот и утрешниот ден. Знам дека се поканети и ќе присуствуваат голем дел од нашиот дипломатски кор, меѓутоа за друг дел од гостите мислам дека треба да побарат информација од собранието кој што го организираат. Нашиот фокус сега е прво ратификацијата во нашето собрание, а потоа и целосно завршување на процесот на ратификации и подигнувањето на нашето знаме пред НАТО седиштето, кој што ќе биде еден настан за славење и на целата држава и на сите граѓани. Благодарам, поздрав.
Яничка да се прижа. Да. И сега ги оправя тука на патека, звучников, знаеш како ги ми влезе? У кадро. Камера на моја, знаеш да тука. Ја би бувнал еден палцер, нека го носим тие нетешки. Стај го. Бомбена. Со бомбена. Тежи 30 кг. Товарија до 6 плочи нареди го внатре. Да, фул обра. Фул. Нека мъкне. Те може да не се автомат. Не ме уклучен уште. Уште не ме Не е уклучен. уклучена изгледува. Сега е става. Не стаја да видите уклучи да видите. Што ми фали 510-ката да ја влезам у око тука си. Како зум имаше таа камера. Викаш? Ау, 510-ката беше врв. Од тука у Зеница ги влезе. Што во пресред на ратификацијата на нашиот НАТО протокол во Собранието и се надева пред 2,5 години, кога станав министер за одбрана, си зацртав две цели. Да ја зајакнам и да ја вратам до вербата и вниманието која што нашата армија го заслужува, и второ, да помогнам и да ја внесам својата татковина во НАТО алијансата. Нашиот надоместок се зголеми веќе 500 до 700 евра месечно, што значеше дека не една род. Сакам исто така да се осврнам на големиот проблем кој што го имавме со опрема и логистика. Успеавме да обезбедиме нови чизми за секој припадник на армијата. Овој февруари ќе почне испораката на униформа за секој припадник на армијата. Оваа недела ќе започне испораката и на спортска опрема за припадниците на армијата, од кои што бараме физички да бидат подготвени. Од една страна бараме да ги минуваат тешките тестови, 1200 припадници на армијата според одлуките на Генералштабот за приоритети ќе ги добијат оваа спортска опрема уште оваа недела. Да не беше тогаш екипата и опремата од НАТО КФОР мисијата на Косово, ќе беше уште потешко. Тешко беше да се помага, а инженерците меѓу вас тоа највеќе го знаат, без опрема, без машини, а останатите до 15 ќе бидат заокружени и во текот на 2020 година. Главниот дел од вашата задача е воен и за тоа треба опрема. Навистина, договор влада со владата на Соединетите Американски држави, за да ги обезбедиме првите 33 од над 150 оклопни возила, со кои што ќе имате вистинската опрема во следните денови. Двете гласања во Собранието и особено за окружување на нашето членство во НАТО се наш, заеднички, меѓутоа пред се ваш голем успех. И ова што го работевме овие 2,5 години, благодарност за тоа што го сторивте, ние нашиот дел од задачите во поглед на НАТО членството ги завршивме. Очекувам законот за одбрана исто така да биде поддржан во Собранието, меѓутоа буквално до членството не делат денови, не веќе години. Повикувам да работите уште повеќе, да се трудите уште повеќе, да напредувате уште повеќе, а јас можам да ви гарантирам дека тоа што го направивме овие 2 години, а тоа е да ги возвратиме на армијата за тоа што го заслужи, ќе продолжиме да го правиме и натаму. Како НАТО земја членка и вие како НАТО армија можеме и на служба.
Те изјавите го? Си ма изјава, само така да те нема потребни микрофони да ставате, пошто пак идеме за исти начин. Директно. Браво. Бубата? Бубата ще извадија бубата. Не, ќе ставите пак. Јас ќе морам микрофон да пуштам, пошто имам како не можем да се поврзаме. Па што нема, ага, се тоа. Да. Evo sad izagami ovako. Dobro, не е страшно се да човек. Буба ли ти? Да. Буба? Тебе за буба и тебе. Ако Ona brzo stane po nas. Tamo negdje po nas sredina, da fati na vojnici. Da podjeti po naočnom da se puno stavio. Čekaj, izdake, da rastura, da, ja se Već imamo. Dobro, Za sve. odlično. Neka planira provokati. Kadrovska. Nevjerovno. Čekaj, da kiši nije možda? Da? On piše. On piše se pospišati tvoj. Буката и тамо да ви средствата. Поръчно Башковски. Две, три жени и днеска малка. Ке ти осмена побити. Čekaj, ti ovdje работи? А, мислите, оброкот? Началникот има идеја да ги направиме пресметките, дали можеме логистички, кога ќе можеме. Мислам дека е тоа реално. Логистички со бројки, со луѓе во кои не можеме да го издржиме. Иначе како сума тоа апсолутно не е проблем да се издржи и навистина, ај овде кај па и овде кај тешко, немаш место од кај да купиш и така. Така што мислам дека тоа ќе можеме. Здраво. Плюс повеќе ќе има работа и во кујна малку. Како ста? А на овие на Буртексот нема зим. Не. Да. Сега кога ќе стига, првите го месец да се Така во февруари е... Вот это и